Избори, 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 избори. Викавме кој неарни 4 години, ама џабе, пак си дојдовме на редовниот термин. И секојаш кога ќе дојдат избори се јавува некакво чувство на надеж дека нешто ќе се промени. И ќе отидеме, ќе гласаме и после ќе не спакува калето и пак ќе се вратиме во нашата мизерија. Пред некој ден гледав некоја анкета помеѓу обичните граѓани за тоа како е во Македонија. За разлика од Пендарко, кој тврди дека тече мед и млеко и по некоја чајна салама за народот, луѓето по улици буквално сите го кажа истото а се однесуваше на ова. Значи вака велат: катастрофа! Никогаш полошо не било. Ужас! Беда, сиромаштија, бе, страшно, ова не е нормално. Избори, избори. А тоа беа само дел од фразите со кои граѓаните го опишуваа владењето на квинслинзите од СДС и ДУИ, кои умреа од радост дека собрале подписи за Пендаровски, а тој, љубави, веднаш се закани дека готово било. ВМРО давало лажни анкети, а според вистинските анкети СДС е веќе на 50 пратеника. У себе сигурно си рачуна 3 од карти на ДУИ, односно 10 пратеника, а веќе се гледа себе си како го увалил газот во фотелијата уште 5 години да дреме и да допродаде што има од државата на неговите странски ментори. Но да видиме што ние како народ добиваме, а што добиваат политичарите на овие избори ако ги гласаме. Како прво, ние онакви какви што сме сиромашни, буквално за овие 30 години не добивме ништо, а од Заев и Булјументава и тоа ништо ни беше одземено и сега сме чираци во сопствената земја. Второстепен народ, без пасоши, без здравствена заштита, со неизвестна иднина во најсиромашната земја во Европа. Нас не лажат, ние одиме ко телиња, ги гласаме и наместо подобар живот, отворен пазар, демократија, шанса за секого, добивме предавства, арамилак и корупција. Едно големо ништо. Компир нула. Избори, избори, избори. Добиваме мизерни плати, мизерна социјална помош, мизерни здравствени услуги, мизерна екологија, загадување, непрофесионално, спори и арогантна администрација, високи даноци, извршители и коцкарници. Тоа е оно што го добиваме. Ајде да видиме зашто ги гласаме. Што добиваат политичариве? Како прво, добиваат власт и наместо да ја користат за доброто на сите и напредот на државата, тие ја користат за криминално богатење. Потоа добиваат огромни плати, по 2000 евра за пратеници и директори, потоа управни одбори, вработување во лежачки фирми, патни трошоци, дневници, потоа добиваат службени коли, бензин, сметки во ресторани. Што добивате вие што ги гласавте, а? Пак ништо, компир, избори, 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 избори. Ништо, 140 денара за студентите дневно. Па уште таче се фалеше со тоа. Каков срам. Не знаат студентиве дали да ги јадат или да ги гледаат. Па намалени субвенции во земјоделие, во приватно здравство со оган цени, полагање на возачки испит по 10 пати, за да лапат папари, инспекции, даноци, тоа добивате. А што добиваат политичарите? Добиваат кркање бифтеци по смешни цени во собраниското бифе, нови мобилни телефони, платени сметки, некои добиваат станови да живеат тука и многу тендери. Само паметот им е во тендери или едноставно кажано ограбување на даночните пари во државната каса. Тие не ја крадат државата, тие ве крадат вас, тоа е сите нас, а од парите кои ги двоиме за даноци, царини и други давачки. Дали знаете дека кај нас единствено во светот ДДВ се наплаќа по издадена фактура, а не по наплатена фактура? Се товари бизнисот на неплатеното. Тоа е исто како да не сте добиле струја, а морате да ја платите. Мада морам да кажам дека и тоа го има кај нас. И така политичариве не ограбуваат масовно, и македонци, албанци, и по некој влав, турчин, србин и ром, по некој бошњак и сите други. И затоа ако барем морате да гласате и да излезете и да им ја дадете власта, направете барем еден критериум по кој ќе го дадете вашиот ценет глас. Не по лепота, не по јадење лајна на телевизија, не по партија, гласајте по лично убедување. За кого? Сега ја ќе ви кажам за кого, што е проблем. Не дека сакам да ви се мешам, ја ќе ви кажам за кој да гласате.
Јас ке гласам за оние кои најмалку лажат. Таква градација направи. Ако некој лаже, значи и краде. Кој најмногу лаже или ич не краде, а уствари кој најмалку лаже или ич не лаже, тој изгледа и најкадарен. Значи, не гласајте за досегашниве лажговци. Па не отруе со лажење, не изгоре од лажење. На лажговци глас не им давам. А кои се тие? Па многу добро ги знаете. Кој ве лажеше 6 години. И не само што ве лажеа 6 години, секој ден ве лажеа по 10 пати во тие 6 години. Затоа памет до глава и гзот од зид. И помина. Вела дека само Господ простува, ама некако читајќи ја Библијата констатирав дека Дедо Боже или Аллах или Буда, кој да е, или ако сакате наречете го врховното суштество, фактички остава за после, а не простува. Така според Библијата им го нашол крајот на илјадници кои ја заебале работата. А ѓаволот кој треба нели да е на оној лошиот, некако е тенок со резултатот. Неговите се бројат на прсти. И некако кога ќе се случи лоша работа, која го погодува некој кој според јавноста се огрешил од Божјите, но од земјите закони и заповеди, истата таа јавност тоа го нарекува како карма или Божја казна. И сите го споминуваат Господ, ете Господ ќе му врати, ете гревот не се заборава, ова му е поради ова, поради она. Некако сите се повикуваат на Божјата правда, нели ако ја има воопшто во универзумот. И никој тука не го споменува ѓаволот или Сотоната или Луцифер, ако сакате, оној лошиот тип со кој нели другарувате кога правите лоши работи на штета на својот народ и државата. Намерно реков на штета на себе, затоа што не постои криминалец и предавник кој мисли дека лошите работи си ги прави на себе. О не, Боже пази, нема таков. Криминалците или се убедени дека се најпаметни, тоа се оние социопатите кои веруваат во тоа што го прават, или се сребролюбци, кои мотивирани од парите и моќта велат, а уште овој пат, не е страшно, а уште овој пат и така додека длабоко не заглават во криминал и предавство, или во комбинација од двете состојби. И после на прочка објавуваат обично религиски извинувања од типот Господе прости ме ако сум сгрешил, убедени дека со 100 кила катран и пилешки перија на себе се перат со ладна вода, нели, од црква. Се перат ако имаш на располагање 1000 години да триеш ко ненормален и да останеш без ногти, ама во реално време да ги испереш гобнариите ти треба малку повеќе труд отколку еден пост на прочка. Некои од големите апаши битанги одат дотаму што собираат пари за црквата. Нели ви е познато оној лик, еден капиталец кој што вежбаше аритметика во еден документарец, па после со делот тие пари нели ги подкупи судијата, па стана премиер, па останатото е нели историја. Тоа е во тие кои Господ ќе ги третира со одложено дејство. Освен ако земјината правда не ги собере како ураган топтан, па да ги отфити за сите гревови кон својот народ и држава. И за парите нормално. Дел од тие големи верници градат цркви каде што ги градуваат нели дел од своите пари украдени од својот народ, мислејќи дека така ќе си ги избришат гревовите и ќе си ја смират совеста. Што нели по времето на транзицијата си ги присвоиле фирмите, отпуштале работници, станале милионери, си ги презеле овие бизнис конекциите со странските земји што ги имала фирмата кога не биле собственици на неа. И сега мислат после 20 години и направени 500 милиона или милиарда евра дека сега ќе направам една убава црквича и така ќе се отфитам кон Господ, Господ ќе ми прости и совеста ќе ми се смири и ќе можам барем една ноќ да преспијам убаво и мирно. Гревот бара жртва, а жртвата не ја бираш ти, туку пак некој трет. Дали било тоа карма, Господ Аллах или случајност, мислам, што реков сега, случајност. Да, дали знаете дека Божјата правда има и уште две имиња? Едното е случајност, а второто е поблиску до првово и се нарекува судбина. Но судбината е некаде помеѓу случајноста и Божјата правда, така да никогаш и не се знае што е што. Оставено е на народа да толкува, дали ако крадеш или лажеш или си предавник ќе те стигне Божја правда или случајно ќе наебеш, или судбината ти било пак да наебеш. Овие кај Буда велат карма. Ако усереш нешто, кармата ќе те стигне и готов си.
Тука имаме проблем. Ако кармата трга да сјебе све што, нели, е должно оваа северна вокоебина, па тоа ќе биде погром, бе. Тоа ќе биде апокалипса. Многумина уживаат овде во плодовите на предавството, многумина се обогатија поддржувајќи го предавството. Цела една елита, групација на луѓе нивни поданици. Ајде да видиме дали ова воопшто функционира. Еве ви еден глуп пример. Германците во Втората светска војна ја поробија цела Европа и дел од Африка. Убија милиони луѓе директно или во концентрацијски логори. Ја изгубија војната. Дали беа казнети? Не. Напротив, Америка им го спроведе Маршаловиот план, ги крена од пепелот, повторно ги направи светска економска сила, ги собра пола нацистички водачи и повеќе, што беа во режимот на Хитлер, што учествуваа во разни воени злосторства, ги собра како научници, како шефови на Гестапо, си ги извлече во Америка, им даде тамо работни места во НАСА, во ЦИА, во МИА, по разни други институции, големи фирми, директори, General Motors, ова, она. Нема карма, бе. Нема Божја казна. А судбината им се наклони. Затоа што им се наклони Америка. Америка ви доаѓа како судбина. Според разни податоци кои можете да ги најдете на интернет по завршувањето, по ослободувањето на Германија 45 година, советските трупи вика ја силувале 4 милиони германски жени, а сојузничките, за кои податоците неуспешно се кријат, од прилика уште толку силуваат. Значи, самото злосторство кој германскиот народ им го направи на другите народи, како одговор на тоа злосторство доби друго злосторство. Вратка, што викаат. Мажите беа или убивани, или под стрес и никогаш немаат деца, а преку 8 милиони бебиња родени во периодот од 45 до 48 година беа со изменета генетика англосаксонска или руска. Тоа го прави злото, враќа со друго зло. Многу лош пример на тоа е. Германскиот народ од чистата раса на Хитлер, нели како ужасна идеја беше, тоа стана една од најмешаните раси во Европа, сигурно. А може и во светот. За која е пак крив господин Адолф. Така и со нашиве предавници ќе биде. Нешто као кармата ќе ги најде. Ја викам подобро да ги затворат и да им ги одземат парите, отколку да ни ги дадат да ги пучиме. На ебење се навикнати од странциве, ние може, мушки ќе го издржат, ние може да ги напучиме малку, така поселски. И да се фалат, после да ви кажам, јеби га, македончени на Господ не му простува. Абе, каква прочка, какви бакрачи, ќе ве напучиме!